Жители на планинското село во централна Грција останаа неколку дена отцепени и заглавени без вода и струја, но поплавите предизвикани од невремето и јанус, а рано утрово со помош на 2 хеликоптери во акција на Секретаријатот за цивилна заштита беа спасени најмалку 6 лица. Станува збор за село што се наоѓа во планински непроводен дел, а дел од жителите и покрај катастрофите предизвикани во конкретниот регион не сакаат да ги напуштат нивните домови. За нив еден од хеликоптерите на Секретаријатот принесе храна и вода. Освен 6 мина кои што беа спасени утрово, меѓу кои бремена жена со мало дете, според медиумите во Грција од планинскиот дел ќе бидат пренесени уште неколку лица. Граѓаните на Швајцарија на 27 септември на референдум ќе се изјаснат дали се за купување на воени авиони. Голем број од граѓаните истакнуваат дека државата не може да си дозволи таков трошок, ниту треба најмодерни авиони за заштита на својата територија, што може да прелета само за 10 минути. Тие исто така наведуваат дека ниту Ирска, Малта и Луксембург немаат млазни авиони и оти планирале 6 милиарди швајцарски франци за авиони се фрлање пари. Дел од експертите наведуваат дека на Франција не и се потребни толку скапи авиони и оти била доволна само воената верзија од Леонардовите авиони М346. Долгите авионски летови се погодно тло за ширење на коронавирусот, покажа едно ново истражување, подкрепувајќи го овој заклучок со примерот на летото од Лондон до Нахоја, кога една патничка од авионот заразила 15 други лица. Станува збор за летот ВН 54 од 1 до 2 март, кога во бизнис класата имало жена која што кашлала и имала болки во грлото. Кога слетала во Виетнам, таа добила висока температура и потоа била тестирање на коронавирусот. Научниците добија можност детелно да го испитаат случајот и дојдоа до заклучок дека 12 патници од бизнис класата и 20 патници од економска класа, како и една стюардеса, од текот на летот се заразиле со коронавирусот, иако ниту еден од новоинфицираните немал симптоми. Врз основа ново истражување, научниците докажале дека движењето на аеросолите може да представува проблем во авионите и дека авионите се плодна почва за масовно ширење на вирусот.